Уште Саглам не почната. Кампањата почна да го зема данокот на енергичност и на концентрација. Заморот и исцрпеноста се само две од многуте карактеристики кои не смеат да бидат обележја на номинираните за највисоки функции. Особено кога тие резултираат со нешто што не може повеќе да ги навреди локал патриотите од нивното поистоветување со омразените соседи. Почитувани граѓани, почитувани кавадарчани, еве дојде Извинете. Длабоко ви се извинувам, бидејќи во патот да најпочитувани неготинчани. Оние пак што си имаат соседи со која потенцираат блискоста и ги користат како пристаништа од кои се обидуваат да исплават во европските води. Наместо да тргнат, заринкуваат во песоктот и капетанот, не повикува да се отвора тедрата или да се запали моторот, туку ја фрла котвата. Затоа да се избереме, конечно да избереме председател, да ставиме ситро, кое што ќе влече напред, ќе оди со позасилено темпо. Политичката палуба е исклучително нестабилна и таа секогаш е соочена со опасност од бродово. Затоа не се во предност ниту оние што мислат дека стојат цврсто на земја, а всушност се толку нестабилни и непредвидливи, што дури ниту оние што им се најверни не можат повеќе со сигурност да им веруваат, па полека ги напуштаат. Почитувани гости, почитувани граѓани, бидете горди. Вие сега стоите на земјата на која што стоеле свети Кирил и Методија. Вие сега сте... Може би чувствувате мојата душа е со вашата душа. Све сплотени и заеднички. Имам доверба во вас. Во вас е силата и честа и достоинството. Таквите моменти не може да се опишат со зборови за разлика од оние, кога искреноста е помешана со однапред утврдена драматизација и со непотребна доза на емотивен набој. Осакувам вие да бидете мојот иден татко. Да ме сликајте ме. Фала на вавите зборови. Ова беше истурање на душата. Да. Тоа што некој бара татко, друг мајка, не мора да значи дека е вкусно да се прават подсмешливи импровизации со половата определба. Со паралела во која се сака да се прикаже дека председателскиот кандидат маж позајмувал идеи од жени, па затоа и тој бил од таков пол. Кампањата целосно ја украде од две жени, од Тереза Меј и од Хилари Клинтон. Комплетно, она е третата председателка со иста кампања. И конечно, на темата за плагијати и оригинали и за тоа кој го има правото на авторство. Ајде барем еднаш биди како Бранко. Ајде да ја вратиме вербата заедно. Ајде, ајде. Но ајде да тргнеме низ улиците и домовите овде во Ресен, во Преспа и да им ја кажеме нашата вистина. Велиш народот има право да ја знае вистината, па ајде да му ја дадеме вистината на овој народ. Ајде сите заедно. Ајде сите заедно да се обединиме. Ајде да бидеме заедно, да бидеме здружени, да бидеме единствени. Ајде да ставиме крај. Ајде, ајде. Време е на вистина да се стави точка. Ајде. Ајде, ајде. Ама само на ова издание на Саботажата. Бидејќи во патот да